Како помина 2016 година и кои се плановите и проектите кои ќе се реализираат во оваа 2017 година во општина Ресен и секако во цела Преспа. Мој денешен гостин е градоначалникот на општина Ресен, господинот Ѓоко Стрезовски. Најпрво добре дојдовте и ви благодарам за одвоеното време. Добро ве најдов, благодарам за поканата и поздрав до сите оние кои што во моментов не гледаат. Како што кажав, ја испративме 2016 година, најпрво пред да започнеме со сето она што го сработивте оваа година, кажете ми како ја оценувате вие 2016 година? Па во секој случај, според она што го сработивме, според квантумот и значењето на реализираните проекти во текот на 2016 година, слободно можам да кажам дека 2016 беше навистина една од исклучително успешните години за Ресен и Преспа, за сето она што го сработивме, за сето она што го реализиравме на планот на патната, комуналната инфраструктура, осветлувањето и сите други оние активности кои што се под надлежност на општина Ресен. Реализирани се големи, значајни, капитални проекти кои што имаат дури историско значење за Ресен и Преспа. Кои проекти би ги издвоиле како најзначајни? Секако проектот за реконструкција, за целосна реконструкција на градскиот водовод, еден навистина капитален проект со историско значење, кој што го започнавме на почетокот на минатата година, односно на 2016 година, по повеќе временскиот, да речам, подготвителен, административно-технички подготвителен период, е еден од најзначајните проекти реализирани последниве неколку децении во Преспа. Се работи за фактот што Ресен има еден од најстарите водоводни системи во Република Македонија, кои што датираат некаде од раните 60-ти години на минатиот век и чија што реконструкција беше императив за нас и заради тоа што граѓаните треба да пијат здрава и чиста вода за пиење да употребуваат и од здравствен аспект, значи, и заради честите дефекти кои што ги имаме на водоводната мрежа, а и големите губитоци на водоводната мрежа кои што се случуваат. Значи, еден навистина капитален историски проект кој што ќе возможи не само користење на здрава и чиста вода за пиење, туку и ќе се надминат сите оние проблеми кои што ги имавме на планот на создавање на губитоци на вода и чести дефекти кои што ги имавме на водоводната мрежа. Проектот го започнавме, кажав, минатата година, некаде на почетокот на 2016 година. Примарната мрежа, првата фаза од примарната мрежа веќе е завршена, заедно со санирањето на оштетувањата кои што беа направени врз коловозите во текот на реконструкцијата, така што на почетокот на оваа година веќе на пролет, штом се подобрат временските прилики, сметаме да продолжиме со довршување на секундарната мрежа, значи приклучоците на водоводната мрежа до самите граници на собственост кај водокорисниците и некаде кон вториот квартал од оваа година се планира да започне и втората фаза од реконструкцијата на градската водоводна мрежа со реконструкција на водоводот на уште неколку главни улици во Преспа, во Ресен, така што ќе бидат заокружени и реконструирани комплетно сите оние 13-14 километри водоводна мрежа, водоводен систем низ Ресен, кој што беше досега барем присутни беа во азбестни водоводни цевки кои што се од многу аспекти неповолни за користење. Значи, тоа е едниот од двата капитални проекти реализирани во текот на минатата 2016 година. Вториот, секако, е проектот за целосна реконструкција, модернизација и надградба на системот за улично осветлување. И овој проект по повеќе временски, да речем, подготвителен период од административно-технички аспект, минатата година, некаде на почетокот на минатата година, успеавме да го започнеме. Се работи за проект реализиран по принципот на јавно-приватно партнерство, каде што наш приватен партнер е турската фирма Джемдак од Измир. Проект вреден околу 1,5 милиони евра, кој што ќе се реализира во наредниве, односно ќе се исплаќа, ќе се сервисира во наредниве 15 години, а целиот проект е завршен за неколку месеци во текот на 2016 година со замена на сите постојни 2500 живини натриумови сијалици
со нови современи LED диоди, така што можам да кажам дека Ресен и Преспа денес имаат едно од најмодерните и најфункционалните системи за улично осветлување во Република Македонија. Споменавте дека беа реализирани бројни проекти на патната инфраструктура. Најпрво кажете ми за она што е реализирано во самата општина Ресен, а потоа исто така би сакала да поразговараме и околу поврзувањето со Битола, нели онаа реконструкција на патот Битола Ресен Буково, кое е значењето со оглед на тоа дека оваа година имавте и одлична туристичка сезона, меѓутоа нешто подоцна за тоа. Па да, во редот на капиталните проекти кои што се реализираа во текот на 2016 година, секако своје место ќе земе и проектот за целосна реконструкција и модернизација на магистралниот патен правец Битола Ресен Буково. Делницата Ресен Буково е веќе завршена и ставена во употреба, а делницата од Лукоил до Ротино исто така е завршена и ставена во употреба. Во моментов не се работи заради временските прилики, односно неприлики. Инаку се работеше до започнувањето на зимата, се работеше на реконструкција на делницата од Макази до Ѓавато. Работите таму се при крај, очекувам на почетокот на пролета и таа делница да биде готова, значи останува за во текот на 2017 година, во првата половина на 2017 година, да се доврши реконструкцијата на делницата од Ѓавато до Ротино, што значи дека комплетно овој проект, вреден околу 7 милиони евра и финансиран од владата на Република Македонија, односно јавното предпријатие за државни патишта, да биде целосно ставен во функција еден убав, модерен, реконструиран пат, кој, како што рековте, има свое огромно значење, не само за развојот на туризмот и туристичките текови во Преспа, кои што од година во година земаат се посилен замав, туку и на планот на безбедноста на движењето на сообраќајот и многу други аспекти кои што се од значење за самите граѓани на Битола, на Ресен и веројатно и на Охрид. И самото поврзување на регионот. Оно што го споменав претходно, го споменавте и вие, морам да кажам дека 2016-та беше еден голем туристички бум во Преспа, голем број на наши граѓани кои претходно години не ја посетиле Преспа, оваа година беа таму. Имавте целосно реконструирани и прекрасно уредени две плажи, едната во Сливница, едната во Стења. Дали ги оценувате овие проекти како значајни и ќе продолжите ли во таа насока да работите? Па доколку продолжиме во овој стил, секој проект, нареден проект за кој што ќе дискутираме, веројатно ќе има капитално, да не речем историско значење. Дека изградбата на двете плажи во Стење и во Сливница има огромно значење за Ресен и за Преспа, за туризмот како некогаш водечка и носечка стопанска гранка на преспанските простори. Секако најмногу зборува тоа што со изградбата на овие плажи, со уредувањето на останатите плажи кои што претходно беа изградени, со целото она внимание кое што го посветивме на развојот и враќањето на некој начин на туризмот како значајна стопанска гранка во Преспа, мислам дека направивме многу. Наред се изградба на уште најавените 1400 нови плажи на брегот на Преспанското езеро, во Тешево, во Крани и во Претор. Меѓутоа, она што се постигна изминативе година-две на планот на туристичкиот бум, на планот на туристичката експанзија во Преспа со изградбата на плажите во Сливница и во Стење, навистина е добар знак, но од друга страна и еден голем поттик за оние граѓани кои што живеат во приобалните села, оние граѓани кои што гравитираат, значи, на Преспанското крајбрежје, кои што живеат во селата кои што гравитираат околу крајбрежјето, кои што навистина почнаа сериозно да размислуваат и веќе да работат на планот на адаптација на своите објекти, изградба на помошни објекти и така натаму, значи апартмани, соби за издавање и се она што го бара еден современ туризам, а знаеме дека
Преспанскиот туризам некогаш се развиваше како синдикален, работнички туризам без многу вложување во инфраструктура која што ќе значи сместувачки капацитети и така натаму. Дури и тоа што беше како сместувачки капацитети во текот на периодот на транзицијата беше уништено, па сега полека, но сигурно влегуваме во една нова фаза на масовен развој на туризмот, интензивен развој на туризмот со изградбата на овие две плажи кои што морам да кажем ги финансираше Министерството за транспорт и врски и вредни некаде 77 милиони денари. Со изградбата на пешачко-велосипедските патеки, оние две туристички атракции кои што ќе блеснат нареднава туристичка сезона 2017. Едната ќе се движи по самото крајбрежје од Крани преку Сливница до Претор, а другата веќе се гради во Стење. Значи некаде 5 километри пешачко-велосипедски патеки кои што ќе бидат комплетно партевно уредени, осветлени со канделабри, со клупи за седење, со корпи за отпад и така натаму. Значи една извонредна атракција на брегот на Преспанското езеро, исто така во функција на туризмот, но она што најповеќе радува во моментов е тоа што веќе почна интересот и кај индивидуалните, да речам, домакинства кои што вложуваат веќе во адаптација на своите објекти и изградба на сместувачки капацитети, туку и она што уште повеќе радува, а тоа е интересот на фирми, институции кои што веќе почнаа да вложуваат во купување и инвестирање во постоечките, односно она што е останато од некогашните хотели, хотелско-ресторантски објекти во Преспа. Хотелот Европа, еден од најрепрезентативните хотелско-гостителски капацитети во Македонија своевремено, веќе е откупен од Дубајскиот Global Investment Fund и се очекува со самото започнување на пролетта да се почнат градежно изведбените работи на некова реконструкција, односно адаптација, и очекуваме некаде на почетокот на туристичката 2018 година да хотелот Европа повторно биде во она некогаш препознатливо руво. Исто така уште два такви објекти, два такви комплекси се веќе продадени, односно наскоро се очекува да се започне таму нивна реконструкција и адаптација на тие објекти. Едниот е хотелот на Шекерана во Претор, а другиот е хотелот на поранешна комерцијална банка исто така во Претор. Значи три комплекси кои што наскоро се надевам овие двата последните со оглед на тоа во каква кондиција се наоѓаат, мислам дека уште ова лето, односно со почетокот на оваа туристичка сезона ќе бидат ставени во употреба, а за Европа ќе почекаме до 2018 година, бидејќи таму зафатите се многу по-сложени и многу по-значајни. Токму тоа беше и моето следно прашање, доколку оваа измината туристичка сезона имаше голем број на посетители, да речеме само на еден ден, ќе има ли капацитет Преспа веќе оваа 2017 година да смести сите оние кои ќе бидат заинтересирани? Токму да кажав, на тоа работиме и ние со целосна логистика, да речем, кон заинтересираните, оние кои што ги откупија веќе и кои што ќе инвестираат во хотелско-сместувачките капацитети, но уште повеќе и во приватниот смештај, значи кај индивидуалните домакинства кои што веќе на големо работат на адаптација на своите објекти. Што кога станува збор за странските туристи? Работите ли на тоа поле? Ја има ли Преспа во туристичката понуда на нашите агенции кои привлекуваат туристи од други земји? Па во секој случај имаме период кога и странските туристи почнаа да се интересираат за Преспа и странски туристи веќе доаѓаат во Преспа. За сега тоа се туристи кои што престојуваат во некои други туристички локалитети низ Македонија и кои што еднодневно ја посетуваат Преспа, дали доаѓаат на Преспанското крајбрежје или посетуваат некои од атрактивностите кои што во изобилство ги имаме во Преспа од аспект на руралниот туризам, од аспект на манастирскиот туризам, кој што исто така е многу значаен во Преспа, значи се прават првите чекори, се прават првите значајни чекори на тој план за привлекување на странски туристи. Меѓутоа, се до
изградбата на овие, односно реконструкцијата на овие хотелско-сместувачки капацитети, мислам дека со тоа ќе се добие многу на планот на привлекување на странски туристи. Некои од останатите проекти кои беа реализирани, ние имавме можност да присуствуваме или во текот на реализацијата на проектите и секако на самиот крај од нив, па затоа неизбежно е да ги споменам комплексот починалиште, спомен куќата на Татарчеви, како и она што беше најавено за реконструкција на Сарајот и изградба на спомен соба на Нијазибек. Задоволни се ли ресенчани од овие кои веќе ги добија? Каква е таму посетеноста и бараат ли уште вакви проекти, да се реализираат вакви проекти од областа на културата? Во текот на годинава имавме изобилство од проекти кои што на некој начин ја зголемуваат атрактивноста, не само во самиот град, туку и во руралните населби. Еве, го споменавте спортско-излетничко-рекреативниот центар, односно комплекс починалиште. Тоа е една навистина извонредно атрактивна локација, а со изградбата, односно реконструкцијата, на целосната реконструкција на тој излетнички комплекс, ресенчани добија можност за едно катче, излетничко катче, каде што гледам и го чувствувам тоа секојдневно се присутни голем број ресенчани, бидејќи не само визуелниот ефект, тоа што цел Ресен го имате на дланка од тие видиковци кои што се наоѓаат во состав на овој комплекс. Таму се спортски игралишта, таму ја сместивме дури фитнес зоната на отворено, која што исто така е доста посетена од претежно млади луѓе кои што ги користат услугите на таа фитнес зона. Тука се значи патеките, канделабриски осветлени со клупи за седење, видиковците, тука е на крајот на криштата и големиот амфитеатар кој што еве ова лето првпат го ставивме во употреба во текот на одржувањето на традиционалната манифестација Актерот на Европа, интернационалниот фестивал на монодрама. Значи, еден извонредно атрактивен комплекс кој што го збогати преспанското, да речем, и културно, и забавно, и спортско, и излетничко милие. Исто така и по руралните населби се изградени оваа година. Ја завршивме односно изградбата на кеовското уредување на Источка река во Царев двор, со изградба на шеталиште, партерно уредување, тротоарски површини, канделабриско осветлување и така натаму. Значи, ова населба, ова рурална населба, која што се наоѓа на само 5 километри од Ресен, доби навистина еден урбан центар, едно урбано средсело, да речем, кое што наликува на навистина на урбан, има изобилство урбани елементи со изградбата на тоа. Ја споменавте спомен куќата на Татарчеви, музејот на Татарчеви, еден монументален објект од областа на културата во Ресен, изграден во чест на првиот председател на Македонската револуционерна организација и нејзин предводник, доктор Христо Татарчев. Тоа е куќата каде што истиот се родил и живеел добар дел од својот живот и каде што се одржало и првото советување или конгрес, како сакате, на внатрешната Македонска револуционерна организација во 1893 година, односно 4-та година. Изградена е зграда за лица со низок социјален статус, 18 станови, 18 семејства добија свој покрив над главата, 18 семејства со низок социјален статус. Изградени се многу патишта, многу локални патишта. Реконструирана е една од најфреквентните пешачки улици, пешачки зони во Ресен, улицата Мите Богоевски, со комплетно партерно уредување, со канделабриско осветлување, со поставени клупи за седење, корпи за отпадоци, цветни жардинјери и така натаму. Значи едно многу пријатно катче за ресенчани, за особено во вечерните часови, кога заради присуството и на кафулиња, сладкарници и други угостителски објекти на самата улица е доста атрактивно во вечерните часови. Споменавте некои од манифестациите кои ги организиравте, меѓутоа јас морам да го споменам Преспанскиот јаболкобер како една традиција и препознатливост токму на тој крај. Какви димензии добива оваа манифестација? Од година во година Преспанскиот јаболкобер добива се помасовни и се позначајни димензии.
имајќи го предвид фактот што од година во година содржински се повеќе и повеќе се збогатува оваа традиционална манифестација, оваа манифестација по која што Ресен и Преспа се препознатливи, затоа што, знаете, јаболкото е стратешки, да речем, производ за Ресен и Преспа. Јаболкото е производ од кој што екзистираат најголем број ресенчани и преспанчани. Јаболкото е производ околу кој што се движи и се врти, така што во чест на токму тој стратешки производ во Преспа е организирана и ова манифестација, Преспанскиот јаболковер, кој што од година во година и содржински и капацитативно расте, така што минатата година, секоја година ги забогатуваме и содржините, и квалитетот на изведувачите, и квалитетот на реализираните проекти во рамките на таа манифестација. Изминатата година траеше дури 5 дена целата таа манифестација со учество на бројни познати македонски естрадни звезди, уметници, со многу ликовни изложби, промоции на книги, со промоции на активности кои што заврзани за земјоделието, односно за јаболкото. Тука е оној голем, би рекол, саем, панагюр на се што е врзано за јаболкото и за овоштарството, каде што бројни фирми, институции од државава и од странство излагаат своји производи на градскиот плоштад, така што планираме и годинава Преспанскиот јаболковер да има уште по-богати содржини, да биде уште побогат содржински и да биде уште позначаен и уште попосетен. Овој разговор би сакала да го завршиме со плановите за оваа 2017 година. Иако сме на стартот, верувам дека веќе е предвидено што се ќе се работи во текот на оваа година. Издвоени ли се оние најзначајни проекти за жителите на општина Ресен и дали може би вклучени се во програмата токму нивните барања? Па се она што го работиме, се она што го реализиравме и во изминатиот период е резултат на она што представува наш линк со граѓаните, со ресенчани, со преспанчани, бидејќи она што е за нив значајно, она што тие го бараат, ние на некој начин се обидуваме да го реализираме. А секогаш може и подобро, може и повеќе. И затоа викам 2016-та беше исклучително успешна, меѓутоа за нареднава година, за тековнава, поточно 2017 година планираме уште повеќе инвестициски зафати, уште повеќе проекти реализација кои што ќе бидат од капитално и од, да не речем, историско значење за Ресен и Преспа. Тука би истакнал изградбата на заобиколницата околу градот Ресен. Ресен е еден од ретките градови кои што нема заобиколен пат, туку магистралниот патен правец минува токму низ градот. Изградба на локални патишта и улици во целата општина во должина од над 5 километри ќе биде еден од нашите императиви на планот на патната инфраструктура. Понатаму планирана е реконструкција на главните улици во Ресен, нешто што планираме да го започнеме кон крајот на оваа година, значи улиците 29 ноември, 11 октомври, улицата Јосиф Јосифовски и уште неколку, значи, главни улици кои што се спојуваат со градскиот плоштад. Понатаму во план сме со започнување на изградба на нов блок во детската градинка 11 септември во Ресен, бидејќи последниве години навистина имаме многу дечиња, дури имаме дечиња кои што се ставени на листа на чекање за бидејќи капацитетот на постоечкиот објект на детската градинка е толков колкав што е. Значи, изградба на нов блок во детската градинка, понатаму изградба на системи за фекални канализации во неколку рурални населби, изградба на водоводни системи во неколку рурални населби, исто така изградба на спортска сала во основното училиште Гоце Делчев и многу други проекти кои што ќе ја збогатат содржински и ќе го подигнат квалитетот на живењето на ресенчани и преспанчани. А ние како медиум ќе бидеме тука да ги следиме сите тие проекти и да информираме за нивната реализација. Јас ви благодарам за времето кое го одвоивте за овој денешен разговор. Ви благодарам и вам.
Почитувани гледачи, тоа беше се она што беше реализирано во текот на 2016 година. Започнатите проекти кои ќе продолжат да се реализираат и секако сето она што е предвидено за оваа 2017 година во општина Ресен. Мој соговорник денеска беше градоначалникот господинот Ѓоко Стрезовски. Ви благодарам за вашето внимание.